Председателката Гордана Силјановска-Давкова ја пречека специјалната пратеничка на Обединетото кралство за Западен Балкан, Карен Пирс, оценувајќи ја посетата како доказ за британската посветеност кон регионот. Таа истакна дека напредокот на земјите треба да се оценува врз основа на заслуги, а не под притисок на билатерални условувања и вета, што, според неа, го поткопува духот на европската идеја. Председателката ги пренесе чувствата на македонските граѓани за заморот од блокади и двојни стандарди, нагласувајќи дека негирањето на идентитетот и непочитувањето на достоинството на народот не се во согласност со европските вредности. Таа потенцираше дека креативно толкување на преговарачката рамка и улогата на мешовитата комисија може да понуди решение за надминување на блокадата. Карен Пирс изрази разбирање за фрустрацијата околу застојот на евроинтеграциите и посочи дека Британија останува поддржувач на реформите и европскиот пат на Македонија. Таа ја истакна важноста на стабилен и интегриран регион, додавајќи дека Обединетото кралство ќе продолжи да биде активен партнер на земјите од Западен Балкан. Двете соговорнички ја оценија британско-македонската соработка како успешна и се согласија дека постои простор за нејзино натамошно зајакнување. Од предстојниот самит на Берлинскиот процес во Лондон очекуваат конкретни придобивки за целиот регион. Председателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, престојува во посета на Скопје, каде што се сретна со премиерот Христијан Мицкоски на заедничката пресконференција. Кошта порача дека нема повеќе простор за нови договори и дека е време да се испорача веќе договореното. Тој ги пофали напорите и реформските зафати на новата влада. Она што е договорено, е договорено. Нема веќе простор за нешто друго, сега треба да се испорача тоа што е договорено, рече Кошта, пренесувајќи ја позицијата на Европската унија и подвлекувајќи дека процесот мора да се движи напред, без нови условувања. Премиерот Мицкоски изјави дека актуелната влада не може да го прифати уставното менување без конкретни гаранции од бугарска страна. Подсети дека предлогот од 2022 година беше прифатен од претходната власт во нестандардни околности и дека сега е време за јасна порака и испорака од другата страна пред Македонија да направи нов чекор. Двајцата соговорници се согласија дека реформите се нужни и дека европскиот пат на земјата треба да продолжи, но со заемно почитување и исполнување на обврските од сите страни. Цените на сезонското овошје на пазарите и во маркетите во Скопје достигнаа рекордни нивоа, предизвикувајќи незадоволство кај граѓаните. Праските и кајсиите се продаваат по 400 денари за килограм, додека домашните цреши достигнуваат и до 1360 денари за килограм. Лубениците се нудат по 100 денари за килограм, а јагодите по 200 денари. Купувачите се воздржуваат од купување, надевајќи се на пат на цените во наредните недели. Многумина изразуваат фрустрација, истакнувајќи дека овошјето станува луксус, а не секојдневна потреба. Продавачите објаснуваат дека високите цени се резултат на зголемените трошоци за производство и транспорт, како и на ограничената понуда на домашно овошје во раните фази на сезоната. Се очекува дека со зголемување на понудата во наредните недели, цените ќе се стабилизираат. Граѓаните се надеваат на брзо намалување на цените, за да можат да уживаат во свежото овошје без да го оптоваруваат својот буџет. Владата на Хрватска подготви нов закон за пензиско осигурување, со кој се воведува годишен додаток на пензијата, познат како 13-та пензија. Овој додаток нема да биде во висина на редовната пензија, туку ќе се пресметува според бројот на полни години пензиски стаж. За пензионерите со најмалку 15 години стаж, износот ќе биде пресметан пропорционално. Износот ќе се добива како производ од бројот на полни години стаж и вредноста за една година, која владата ќе ја утврдува секоја година до 31 октомври. Првата исплата се очекува во декември 2025 година. Законот предвидува и нова формула за усогласување на пензиите два пати годишно, во сооднос 85:15 во корист на растот на платите. Се укинуваат и ограничувањата за бонуси при подоцнежно пензионирање, а мајките ќе добиваат 12 месеци пензиски стаж по дете, наместо досегашните 6 месеци. Целта на реформите е значително зголемување на пензиите, со план просечната пензија во Хрватска до крајот на мандатот да достигне 800 евра. Турските власти воведуваат нови регулативи за патниците кои по слетувањето на авионот стануваат пред време или се туркаат кон излезот, со цел побрзо да излезат. Според новите правила, оние кои ќе ги прекршат упатствата ќе се соочат со казна од 2603 турски лири, односно околу 67 американски долари. Мерките се резултат на бројни поплаки од патници кои ги почитуваат правилата, но се соочуваат со неред и небезбедни ситуации. Авиокомпаниите се обврзани да ги информираат патниците за новите правила, а и самите можат да бидат казнети доколку не ги спроведуваат. Целта е подобрување на редот и безбедноста при излегувањето од авионите и заштита од потенцијални инциденти. Украинскиот председател Володимир Зеленски пристигна во Анкара и изјави дека неговото присуство таму е јасна порака до рускиот председател Владимир Путин. Тој порача дека е подготвен за дијалог.
Но дека вистински напредок може да има само доколку лично се вклучи Путин, Зеленски ја критикуваше Москва за испраќање делегација од пониски функционери на мировните преговори во Истанбул и изрази сомнеж во нивната сериозност. Креми потврди дека Путин нема да присуствува, а американскиот председател Доналд Трамп изјави дека значаен напредок е можно да се постигне само со лична средба меѓу лидерите. Некои стари мобилни телефони денес се вистински скапоценности и можат да достигнат вредност до 1000 евра. Модели како Nokia 7280, Motorola International 3200 и Apple iPhone 2G и 3G се посебно барани, особено ако се сочувани во оригинално пакување. Колекционерите се заинтересирани за ретки и добро сочувани уреди, па ако имате ваков стар телефон, вреди да ја проверите неговата пазарна цена на интернет платформи како eBay и OLX. Ова може да биде шанса да заработите од вашиот стар мобилен уред. Нела Манческа од Македонија стана препознатлива на регионалната сцена со својот впечатлив настап во хрватското шоу Суперталент, каде ја изведе песната I Have Nothing од Whitney Houston, жирито и додели 4 за нејзиниот талент и потенцијал. Покрај тоа, Нела ја привлече публиката и со својата интерпретација на традиционалната македонска песна Зајди Зајди на инклузивниот настан Гуши Бац. До сега освои над 30 награди во земјава и странство, а на 13 години веќе гради успешна музичка кариера со големи амбиции.